evening subject start with last evening the great controversy theme in the writings of Ellen G. White and the Bible. Продолжуваме со темата што ја започнавме синоќа, темата за големата борба низ списите на Светото писмо и духот на пророштвото, односно списите на Елена Вајт. Драго ми е што сме собрани тука заедно оваа вечер. И не се исплашивте од фактот што синоќа останавме тука скоро 2 часа. Сега би сакал да продолжам со темата. Но пред тоа би сакал нешто да прочитаме заедно од Библијата. I invite you to open the Bible in Luke. Ме повикувам да отвориме во Евангелието според Лука, 8 глава, и во 8 глава да го погледнеме 14 стих. Секој еден од нас го знае овој текст. Сме сакал да истакнам посебно еден збор од целиот овој стих. And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Тоа пак се мисли на семето, што падна меѓу трње, се оние што го слушаат словото, но откако ќе заминат, се гушат од грижи, богатства и наслади од овој живот и не донесуваат плод. If we are looking to verse 11, ако го погледнеме сега 11 стих, we will find that this parable is about the word of God, ќе видиме дека оваа парабола е за Словото Божјо, who is represented by a seed. Кое што Словото Божјо значи е представено како семе. And about the word of God, и во врска со Божјото Слово, in verse 14, Jesus is saying во 14 стих Исус вели that it can be choked with cares. Дека тоа може да биде загушено од грижи. So always we can understand that a man can be defended or destroyed by riches. Значи, можеме да разбереме дека човек може да биде и заштитен, но да биде и уништен од богатство. Or by the pleasures of the life. Или од насладите на овој живот. But Jesus is speaking here also about cares. Меѓутоа Исус тука зборува исто така и за грижи. So our cares can be a problem for our spirituality. Значи нашите грижи можат да бидат проблем за нашата духовност. That means that always when we are staying face to face with the word of God, значи секогаш кога се соочуваме со Божјото слово, we must let the cares of the life in our back, on our back. Мораме да ги ставиме на страна или да ги фрлиме позади сите грижи од нашиот живот. Because we are staying face to face with the word of God, but near our cares, бидејќи кога се наоѓаме лице в лице со Божјото слово, а тука до нас се нашите грижи, the cares can destroy the influence of the word of God. Нашите грижи можат да го уништат влијанието на Божјото слово. In the same time, во исто време, I want to go together now in John chapter 7. би сакал сега да преминеме заедно на Евангелието според Јован 7 глава. We must understand that we are staying face to face with the words of Christ. Да разбереме исто така дека се наоѓаме лице в лице со самите Христови зборови. We should express
the same feelings as the officers треба да го имаме истото чувство како и овој офицер, who said, if you are looking in the verse 46, 7:46. да отвориме на 46 стих, кој што рекол вака: Never man spoke like this man. Никогаш човек не говорил така како овој човек. So the influence of the words of Christ must be so big upon our heart and mind. Значи, влијанието на Христовите зборови треба да биде големо во нашите мисли и срца, So that we can say these words are very powerful for us. така што да можеме да речеме да и ние дека овие зборови се многу мокни, многу силни за нас. If we are reading the Bible and the words of the Bible are not make impression upon our mind and heart, Ако кога го читаме Божјето Слово не доживуваме никаков впечаток во нашите мисли и нашите срца, we must be sure that we have some problems. тогаш треба да бидеме сигурни дека имаме некои проблеми. Because in normal course of action, the words of God, of Christ, is impressing the mind and the Затоа што soul. во нормални услови Христовите зборови и зборовите од Библијата вршат силно влијание, силен впечаток врз мислите и срцето. Think only on this. Да го запаметиме, да помислиме само на следново. The priest sent some officers to bring to them Jesus. Значи, свештениците испратиле слуги, војници, да го уапсат и да го донесат Исуса кај нив. They went to Jesus to catch him, Тие отишле кај Исуса да го фатат, but they were so impressed by his words and his preaching но самите тие, значи, војниците биле толку импресионирани од Христовите зборови, that they went back to the Pharisees without Jesus. што се вратиле назад кај фарисеите без Исуса. We are not people who are sent to catch Jesus, to do wrong to Jesus. Е сега ние не сме такви луѓе, испратени, значи, да го уапсиме Христа или да му наштетиме било како. And if people who wanted to catch Jesus were so impressed by his words, И ако тие луѓе кои што биле испратени да го фатат Исуса биле толку импресионирани од неговите зборови, how more shall we be impressed by his words? колку повеќе тоа би требало да бидеме ние. You understand? Разбирате? If the words of Jesus are not creating on us the same impression as on the officers, Значи, ако Христовите зборови не го прават истиот овој впечаток во нас, како врз овие слуги, it is very possible that our spirituality тогаш е можно нашата духовност is under their spirituality. да биде пониска од нивната духовност. Now I want to continue the subject, Би сега да го продолжам сега овој предмет. and I want together to go to the passage that starts with in the councils of heaven. И ќе појдеме кај еден цитат кој што започнува со овие зборови во небесните совети. Цитатот се наоѓа во списанието Знаци на времето 2 јулија 1896 година. Во небесните совети Господ испланирал да му даде нов облик на изопачениот човечки карактер и да го обнови кај него моралниот Божји лик. Ова дело е наречено тајната на побожноста. Христос, единороден од таткото, ја презел човечката природа, бил во обличие слично на грешното тело, за да го осуди гревот во телото. In this quote you can see how Paul and Ellen White are saying the same thing. Во овој цитат можеме да видиме како и апостол Павле и Елена Вајд кажуваат истото. I remind you about the words of Paul from 1 Timothy 3 with 16. Да се подсетиме
од вчера на Павловите зборови во 1 Тимотеја 3:16 about the mystery of godliness, за тајната на побожноста. which is God was manifested in the flesh. Тајната на побожноста која што се состоеше во тоа што Бог се јави во тело. Here, Ellen White is saying the same thing, Тука Елена Вајт го кажува истото. and she says that in the councils of heaven, God planned to reshape the broken, perverted character of man. И како што прочитавме, значи со други зборови таа вели дека во небесните совети Господ испланирал да му даде нов облик на изопачениот човечки карактер And to restore in them the image of God. и да го обнови кај човекот моралниот Божји лик. So she says, Така таа вели the mystery of godliness about which Paul spoke in 1 Timothy 3:16 дека тајната на побожноста за која што зборува апостол Павле во првото послание до Тимотеј 3:16 is nothing else than the work that God is making in us не е ништо друго туку неговото слово кое што Господ го сади внатре во нас, transforming a perverted character through a moral image of God. и кое што го преобразува изопачениот карактер во Божиот морален лик. To do this, Christ came in the likeness of sinful flesh. За да го изврши тоа дело, Христос дошол на земјата во тело слично на грешното тело. Looking in this quote and in 1 Timothy 3:16, Кога ќе ги погледнеме овие два цитата, овој од Елена Вајт и Павловиот од 1 Тимотеја 3:16, we can conclude that the answer of God to Satan's allegations би можеле да заклучиме дека Божиот одговор на сатанските обвиненија is connected with the character transformation. има врска со преобразбата на карактерот. Do you remember that last evening Се сеќавате ли вчера, синоќе, we spoke about the fact that Satan has some allegation against God and his righteousness. зборувавме за тоа како сатаната подигнал обвинение против Бога и неговата праведност. And the first answer of God to this allegation is sending Jesus in the sinful flesh. Првиот одговор од Божја страна на овие сатански обвиненија беше да го испрати Исуса во вакво грешно тело. So in this work of God sending his son on the earth in the likeness of sinful flesh, Во ова Божјо дело, значи испрекајќи го Божјиот син во тело слично на грешното тело, is connected with overcoming sin. ова дело значи има врска, поврзано е со победата над гревот. Now I want you to look to the next quote. Сега би сега да го погледнеме следниот цитат. Божиот син дојде на светот во човечки лик за да му покаже на човекот дека кога божественото и човечкото ќе се спојат, не може да се стори грев. Тој е нашиот пример. Преку него ние можеме да бидеме учесници во божествената природа, откако избегавме на расипаноста која е во светот преку сладострастието. What Ellen White is saying? Што ни кажува тука Елена Вајт? That the first demonstration that God had made Првата, значи, манифестација што Господ ја направил, to show that Satan's allegations are lies, за да покаже дека сатанските обвиненија се лажни, consisted in sending his son in the likeness of sinful flesh in human form се состоеше во тоа што го испратил својот син во тело слично на грешното тело, во човечка природа, and in doing this he showed и на тој начин тој покажал that man, human nature, combined, united with divinity, покажал дека кога човечката природа ќе се спои, ќе се соедини со божествената, does not commit sin.
таа не може да направи да стори греф. So always when we are staying face to face with our sin, Значи секогаш кога се наоѓаме лице в лице со нашиот греф, we must be aware of the fact треба да бидеме свесни за фактот that God has a solution for us. дека Бог има решение за нас. He wants us to be partakers of divine nature. Тој сака ние да станеме соучесници во божествената природа. So always when you feel that sin is overcoming you, Секогаш кога чувствувате дека гревот ве надвладува, make appeal to this promise of God. повикајте се на ова Божјо ветување. He promised that divinity and humanity combined Тој ветува дека кога божествената природа ќе се соедини со човечката, does not commit sin. човечката природа тогаш не може да стори грев. We are going to the next passage. Одиме понатаму на следниот текст. Облагороден во одеждата на човештвото, Божиот син се спуштил на нивото на оние кои сакал да ги спаси. Во него немаше лага ниту грев. Тој секогаш беше чист и неизвалкан, но сепак ја зеде врз себе нашата грешна природа. Now let's open the Bible in Hebrews Ајде сега да отвориме Библијата во посланието до евреите, chapter 1 прва глава, and let's read from there verse 1 and 2. значи послание до евреите, прва глава, првите два стиха, 1 and 2. 1 and 2. Бог кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите предци преку пророците, во последниве денови им ни зборува преку Синот, кога го постави за наследник на се, преку кого ги создаде и вековите. So you understand? Разбирате? God was spoken through prophets from hundreds, thousands of years. Значи, за време од стотици и илјадници години предходно, Бог им зборувал преку пророците. But then he sent his son А потоа го испратил својот син and he spoke through him. и проговорил преку него. Do you remember what Moses said about Jesus Се сеќавате што рече Мојсей за Исуса? when he said that God will send in the midst of you Кога вереше Бог ќе подигне помеѓу вас пророк, исто како јас. I wanted them to guess this word. I guessed it. Yeah, okay. So Moses used about Jesus the word prophet. Значи самиот Мојсей за Исуса го употребил овој збор пророк. So the work of Jesus on earth was to carry the words of God for the people. Значи и Христовото дело на земјата беше да ги пренесе Божјите зборови до луѓето. You must know that Jesus has 3 offices. Треба да знаете дека Христос извршува 3 функции. Prophet, Пророк, priest, свештеник and emperor. и цар. In order to be a priest, За да се биде свештеник, it was necessary for him to be a prophet. требаше предходно да биде пророк, за да стане свештеник. In order to be a king, А за да стане цар, it was necessary for him to be a priest. беше неопходно предходно да биде свештеник. He will be king over the earth Тој ќе биде цар и на земјата, after he finish his office as a priest. откако ќе го заврши своето дело како свештеник, како првосвештеник. Now, all of these offices Сите овие функции, are in connection with righteousness. сите тие имаат врска со праведноста. The words of God sent to prophets Божите зборови испратени до пророците are sent to us that God wants us to be righteous. се испратени до нас преку нив, затоа што Бог сака ние да бидеме праведни.
The work of Christ as high priest Христовото дело како првосвещеник is in behalf of man that he became perfect. е за добробит на човекот, за да човекот стане совршен, да се усоврши. And he will be king only to a people who is righteous. И Христос ќе биде цар само над оние луѓе кои што се праведни. Now let's look to another quote from Ellen White. Да погледнеме сега еден друг цитат од Елена Вајт. Тој врз својата безгрешна природа ја зеде нашата грешна природа, за да знае како да им помогне на оние што се во искушение. So, in order to understand our temptations, За да можеме, значи, да ги разбереме нашите искушенија, Jesus experienced them. Исус, значи, требал да ги доживее самиот оние искушенија што ние ги доживуваме. Now, if one of our problem is care from cares, Значи, ако еден од нашите проблеми се, да речеме, грижите, that means Jesus was also faced with this temptation. значи дека и Исус се соочил некогаш со вакво искушение. To have cares. Да има и тој грижи. So he can understand us Значи, на тој начин може да не разбере нас. when the devils tempted us to care. Кога ѓаволот нас не искушува со земски грижи. So, when our mind and soul is troubled with our cares or toils, Значи, кога нашиот ум се измачува со овие земски грижи, Jesus knows how to succor us. тогаш Исус знае како да не утеши. Jesus knows how to help us Исус знае како да ни помогне. because he passed through all our experience. Затоа што тој самиот минал низ сите овие наши искуства. We go to the next passage. Да погледнеме на следниот текст. Како глава на човечкото семејство, тој живеел според секој пропис, секоја јота и секоја црта на законот. Тој во човечката природа го живееше истиот оној живот, кој бараше неговите следбеници да го живеат. Now we are coming to a point that is very important. Сега доаѓаме до еден момент кој што е мощно важен. We believe that the plan of salvation was made for humans. Ние веруваме дека планот на спасението бил направен за луѓето. And that the plan of salvation was made for the salvation of men. Дека планот на спасението бил направен заради спасение на човекот. But it's more than this. Меѓутоа тој подразбирам нешто повеќе од ова. Let's open the Bible in Colossians chapter 1. Да отвориме на пример во посланието до Колосијаните првата глава. Colossians chapter 1. Послание до Колосијаните првата глава. And I want to pay attention to verse 20. И тука би сакал да обрнеме внимание на 20-тиот стих. Значи, Колосијаните првата глава, 20-тиот стих. И преку него, преку Христа, значи, да измири се со себе, било земно или небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. So through the blood of Jesus, Значи, преку Христовата крв, he made peace тој направил мир или измирил both for the things from the earth and from heaven. и за небесните и за сите земни нешта. But what need the heaven have for peace? Меѓутоа, каква потреба имале во небото небесните жители за вакво измирување? There is no peace in heaven. Зарем на небото немало мир? There is war there Дали има војна на небото? because we know that the war was shifted from heaven to earth. Ние знаеме, зборувавме вчера дека војната беше преместена
која што започнала на небото, овде на оваа земја. Let's look what Ellen White is saying about this. Да видиме што кажува Елена Вајт за ова. Патриарси и пророци, 68 страница. Меѓутоа, планот на откупувањето имал една подлабока и поширока цел, отколку што е спасението на човекот. Христос не дошол на земјата само затоа жителите на овој мал свет да можат да го почитуваат Божиот закон онака како што треба да се почитува, туку да го прикаже и да го оправда Божиот карактер и пред жителите на другите светови и пред целата Вселена. На тоа мислел Спасителот кога пред своето распнување рекол: сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор, и кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Христовата смрт за човековото спасение не само што го сторила небото достапно за човекот, туку пред целата Вселена го оправдала карактерот на Бога и на Неговиот Син, во нивната постапка со бунтот што го предизвикал сатаната. Таа го потврдила вечното постоење и непроменливоста на Божиот закон и ја открила природата на гревот и неговите последици. In this passage we can see Во овој текст може да видиме that indeed God answers to Satan's allegation дека навистина Бог одговара на сатанските обвиненија, by sending his son in the likeness of sinful flesh, испракајќи го својот син во тело слично на грешното тело, and through his death, his life and death, и преку неговиот живот и неговата смрт, he shows to all universe that the law cannot be modified. на тој начин Христос покажува на целата Вселена и покажува дека Божиот закон не може да биде променет. But this was an answer. Ова представувало одговор. We can see the same thing in another passage. Истото можеме да го видиме во еден друг цитат, каде што Елена Вајт вели: преку планот на спасението треба да се постигне дури и повисока цел од спасението на човекот и неговиот откуп од земјата. Преку откровението на Божиот карактер во Христа, пред универзумот ќе биде прикажана добротворноста на божествената управа. Обвинувањата на сатаната ќе бидат отфрлени, природата и резултатите од гревот ќе станат јасни, а ќе биде целосно демонстрирана и вечноста на законот. So, with these passages that we have read in these minutes that have passed, Значи, сите овие цитати што ги прочитавме во досегашни минути, we saw that the answer of God to Satan's allegation видевме дека Божиот одговор кон сатанските обвиненија was Jesus' life and death. представуваше Христовиот живот и смрт. So, through Jesus, he showed us that law cannot be modified. Преку Христа, значи, Господ покажува дека ни покажал дека законот не може да биде променет. But not only he showed us, but also he showed to all universe. И не само нам, туку тоа го демонстрирал, го покажал за целата Вселена. Now, what do you think? Што мислите? This is the only answer of God, or he has another answer to Satan's allegations? Дали е ова единствениот Божи одговор или има уште некој друг одговор на сатанските обвиненија? Why I'm asking you this? Зошто ве прашувам ова? Because all Christianity is saying that at the cross, God gave a final answer, a definite answer for all the problems of the universe and of sin. Бидејќи целото христијанство проповеда дека на крстот Господ дал еден конечен одговор, финален одговор за сите проблеми поврзани со гревот. And there is nothing more that he will do to answer. И дека нема ништо повеќе што Господ би направил после крстот за да одговори на овие сатански обвиненија. So we should believe so or otherwise. Дали и ние треба да веруваме така или поинаку? What do you think? Што мислите? It is enough? Дали е доволно вака или не?
Борчи се знал. Borci says no. But what the people are saying? А што велат другите луѓе? What do you... Што мислите? The other people hold their peace. Okay. Because of toils and cares? No. Okay. We are going to the next step. Преминуваме на следниот чекор. The church in the writings of Paul. Црквата во списите на апостол Павле. Studying this subject, the church in the writings of Paul and Ellen White, Проучувајќи ја темата црквата во списанијата на апостол Павле и во списите на апостол Павле и на Елена Вајт, we will find if God has two answers to the problem of sin or only one. ќе откриеме дали Господ имал само еден одговор на проблемот на гревот So или два. I invited you to open the book of Ephesians, Ве повикувам да отвориме заедно во посланието до Ефесијаните, at chapter 5, and read from there from 25 to 27. во посланието до Ефесијаните 5 глава, од 25 до 27 стих. Значи Ефесијаните 5 глава, 25 до 27 стих. Вие мажите сакајте ги жените своји, како што Христос ја засака црквата и се предаде себе за неја, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, та да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок, или нешто слично, туку да биде света и непорочна. Pay attention to verse 27. Да обрнеме уште едно внимание на 27 стих. Jesus wants to present to himself a glorious church. Христос сака да представи пред себе една славна црква. A glorious church does not mean a rich, a wealthy church. Славна црква не мора да значи богата црква. That does not mean a church who has influence on state, on Caesar. Не мора да значи црква која што има силно влијание врз државата, врз царот. But a glorious church means Туку славна црква значи not having spot or wrinkle, таква црква која што нема никаква непорочност или дамка. a glorious church is holy and without blemish. Значи, црквата, славната црква е света црква и непорочна црква. So the work of Jesus now, after his resurrection and ascension to heaven, Значи, Христовото дело што се одвива сега, по неговото воскресение и вознесение на небото, is to present to himself a glorious church. е да представи пред себе една славна црква. And when I read these words, Кога ги читам овие зборови, a question comes into my mind. ми доаѓа на ум ми доаѓа едно прашање. Now, before the question, Пред да го поставам прашањето, we know that nothing is hard for God to do, знаеме дека за Бога ништо не е тешко да направи. because his words has power. Бидејќи неговите зборови имаат моќ. When he speaks, Кога Господ говори, the things that he speaks exist. тоа што Господ го говори, се создава, екзистира. Now, in the councils of heaven, God planned to reshape the broken, perverted character of men. Значи во небесните совети Господ сакал да го облагороди изопачениот човечки карактер. And there was a plan of salvation made. И таму во тие небесни совети бил направен планот на спасението. We read about this in Zechariah chapter 6, За ова читаме во пророкот Захарија 6 глава, verses 12 and 13. во 12 и 13 стих. Zechariah 6, 12, 13. Значи книга на пророкот Захарија 6 глава, 12 и 13 стих. И речи им:
Вака вели Господ Саваот: ете човек, чие име е зачетник, тој ќе израсне од коренот свој и ќе создаде храм Господов. Тој ќе создаде храм Господов и ќе се прослави, ќе седне на престолот свој и ќе биде владател, а од него на престолот ќе биде и свештеник и ќе има согласност за мир, или заветот на мирот ќе биде помеѓу едниот и другиот, според изворниот текст. So the counsel of peace is between Jesus and his Father. Значи, заветот на мирот е помеѓу Исуса и неговиот Отец. Jesus was agreed to give up his life. Христос се согласил да го жртвува својот живот. Now the question: И сега доаѓа прашањето. what was and is more hard for Jesus? Што е потешко за Исуса? To renounce to the glory of heaven and come in the likeness of sinful flesh, Да се откаже од небесната слава и да дојде во тело слично на грешното тело, to stay face with Satan's temptations да се соочува лице в лице, значи со сатанските искушенија, while he was bearing fallen human nature, додека ја носел на себе паднатата човечка природа, to pass through the Gethsemane, да помине низ Гециманија, to stay on the cross and die, да виси на крстот и потоа да умре, or или to create a glorious church. да создаде славна црква. Што е потешко? The second. The second one. Agree. The second one. Се согласувам, второто. But do you know why? Но дали знаете зошто? Значи, дали го на тревка кажавте второто или дали... Because it does not depend on him only. Okay. Agree. Се согласувам. But let's say in other words. Но да го кажеме тоа поинаку со други зборови. When God, through His Word, Jesus Christ, creates, Кога Бог создава преку своето слово Исуса Христа, He can create from nothing or from some substance. тој може да создаде и нешто од ништо, или да создаде нешто од нешто претходно. And He can only say, И тој може да каже, let there be light. пример, нека биде светлина. And the light И exists. бидна светлина. After He created man Но откако го создал човекот from the dust of the earth, од земниот прав, from substance, од земската субстанција, материја, there is a difference. постои една разлика. At creation, He did not ask the dust, may I create man from thee, from you? Господ не го прашал земниот прав, дали може од тебе да создадам човек, He took the dust, туку го зел правот, formed a man, направил човек, gave him life, му дал живот, and from this moment, и од тој момент He will not do in the life of man nothing тој нема да стори ништо во животот на човекот, without the express will of man. без јасната согласност на човечката волја. You understand? Го разбирате ова? We are dust, Ние сме прав. nothing more. Ништо повеќе од тоа. But because we have life from God in us, Меѓутоа, затоа што имаме живот од Бога во нас, because we have His life in us, бидејќи во нас го имаме неговиот живот, now He cannot do in us nothing. тој сега нема во нас да направи ништо, Only if we accept Him to do this work. ништо освен она што ние би го прифатиле, би се согласиле тој да го направи. That's why it's very hard for Him to work in the church. Затоа нему му е многу тешко да работи во црквата.
Because he must work in my life, in his life, and your lives. Бидејќи тој треба да делува и во мојот живот, во неговиот живот, во вашите животи. And we are not going with same steps, И ние не се движиме секогаш во чекор. with same vision, Не делиме истата визија with same desire. и ги немаме истите желби како и неговите. But till the end, Jesus will create a glorious church. Меѓутоа, до крајот, Христос ќе создаде славна црква. For what purpose? За која цел? Let's find. Ајде да откриеме. Ephesians chapter 3, verse 10, but we will read also 9. Послание до Ефесјаните 3 глава, ќе ги прочитаме 9 и 10 стих. But the focus is on verse 10. Но главниот нагласок ќе ни биде на 10 стих. Ефесјаните 3 глава, 9 и 10 стих. Го едовте? И да расветлам на сите во што се состои распределбата на тајната криена од векови во Бога, кој создаде се преку Исус Христос. Таа многоликата мудрост Божја да им се објави сега преку црквата на началствата и властите небесни. What purpose does God have? Каква цел има Бог? He wants that all living creatures from universe, Тој сака сите живи суштества од Вселената, when they are looking to the church, кога тие гледаат, ја наблюдуваат црквата, what to see? да видат што во неа? The wisdom of God. Мудроста Божја да ја видат. Now, let's assume that in this moment, Да претпоставиме дека во овој момент in the councils of heaven, во небесните совети God is saying to all principalities, Господ им се обраќа на сите небесни началства. let's look now on the church from the earth. Ајде сега да ја погледнеме црквата на земјата. And the earth appears before them. И се појавува пред нив земјата. Let's choose Macedonia. Ајде да ја избереме Македонија. And the earth appears more big, and the small country appears in their front. И се зумира планетава земја до една малечка земја. And God says, now let's look at Skopje. И Господ вели понатаму, ајде да го погледнеме Скопје. There are how many churches here? 4? Колку цркви има тука? 4? No, there are many more. There are 4 churches. There are Adventist. Има 4 адвентистички цркви во Скопје. So he said, let's look to the church, Adventist church from the street. I don't remember the name. Дајме да сега замислите Господ рече да ја погледнеме црквата во Петар Попарстов. Please tell me, Кажете ми, which is the conclusion that the principalities of heaven shall have after they are looking to us? каков заклучок ќе извлечат небесните началства откако ќе не погледнат тука нас? Now, I want you to see, to understand Би сакал да разбереме that Jesus will not give us peace дека Христос нема да ни даде мир until we go to perfection. се додека не дојдеме до совршенство. To perfection in overcoming sin, Совршенство во совладување, победување на греот. or perfection in transgression of the law. Или совршенство во престапот на законот. We must know that every one of us is building a perfection. Треба да знаеме дека секој еден од нас гради некакво совршенство. Even he lets Jesus to create in us his perfection, Или дозволува секој еден од нас Исус во нас да го изгради неговото совршенство, even we let Satan to work in us his perfection in bad things. или пак му дозволуваме на сатаната тој
во нас да го усоврши неговото зло. And the time will pass И времето ќе помине brzo. I learned yesterday this word, вчера го научив овој избор or 2 days ago, brzo. или пред 2 дена, So брзо. the time will pass with speed, very much speed, Значи времето поминува со голема брзина and in one day, и еден ден when the principalities of heaven кога небесните началства will watch at you, ќе погледнат во вас, they will see in you the wisdom of God. ќе ја видат во вас Божјата премудрост. But one question remains. Но останува едно прашање. Will all of us will be then when the principalities will see this? Дали сите, секој еден од нас ќе биде тоа кога небесните началства ќе ја видат Божјата мудрост? God wants us to be all. Господ сака сите ние да бидеме тоа. Секој еден. But decision is ours. Но одлуката за тоа е наша. There was a war, but I don't remember in which war it's this story, but it's a true story. There was war, but I don't know the details. In the past, Окей. in the wind. Има една приказна во врска со една војна, меѓутоа не се сеќавам ни на приказната, ни кога тоа се случило. And the soldiers were marching in the snow. Според приказната, војниците значи марширале во снег, по снегот, But they had a long way to do. но имале долг пат да изодат, They were very tired. се измориле, There was very cold outside. беше многу студено надвор, And because they did not have the power of will, и бидејќи немале силна волја, and because they were tired, и бидејќи биле преморени, soldier after soldier sits down to rest. војник по војник почнувале да седнуваат долу на снегот да се одморат. That's in Russia, probably. Maybe in Russia, but I don't know the details. No, never. Ја му веројатно во Русија. Napoleon maybe in Russia, but I don't have the details. But I'm not saying. And you must know that when it's freezing outside, Треба да знаете дека кога надвор е мраз, and you are walking, а and вие you're се tired, движите, and you sit down, и ако се изморите и седнете долу, you don't feel the cold, не чувствувате студот, не го чувствувате студот. but you have a beautiful sensation, Туку имате едно прекрасно чувство and you are dying with this beautiful sensation. и вие умирате од студ со ова прекрасно чувство. And when some of the soldiers sit down to rest, И кога некои од војниците седнуваат да се одморат, some of the others were looking to them некои други, кога ќе ги погледнале нив, and sit down also. и тие одлучувале да седнат. So many soldiers died not because of cold, Многу војници умреле не заради студот, but because they were tired and their will was not going туку to затоа make што any step forward. биле преморени и немале повеќе волја да продолжат понатаму. Now I want you to know that we are marching in a freezy time. Би сакал да знаете дека и ние маршираме, чекориме во една ваква смрзнувачка ситуација. When many of us will sit down Кога мнозина од нас би сакале да седнат and will not march in this war further, и не би сакале повеќе да маршираат напред. never, but never, don't stop and sit down with them. Никогаш немојте и вие да седнете заедно со нив, заедно со тие што веќе се If обесхрабрени. you are the only one soldier of God in Skopje,
Ако сте вие единствениот Божји војник во Скопје, march till the end. марширајте се до крајот. You understand what I'm saying? Го разбирате ова што го велам? The idea is that all of us go together. Идејата е сите ние да маршираме, да одиме заедно. But if somebody from you will sit down, stopping to fight the good fight, Но ако некој од вас седне, се измори и престане да ја води, да ја бие добрата борба, having beautiful feelings and sensations, имајќи прекрасни чувства и сензации, and telling to the others what a beautiful sensation and feeling I have, и дори да им кажува на другите колку е прекрасно чувството што го имам, please don't stop. ве молам, не застанувајте. If you are tired, Ако сте изморени, make a Bible study. земете ја Библијата, читајте ја Библијата. If you are tired, sing a song to Ако glory сте God. изморени, запејте му песна на Господа за Божја слава. If you are tired, Ако сте изморени, go in the city to offer to somebody a book. појдете надвор во град да му понудите некому книга. Don't stay in front of TV Немојте да седите пред телевизор. or in the face of things that create pleasure to your soul and mind. Или да се занимавате со било што ви дава задоволство на умот. When you are tired, do something for God, Кога сте изморени, направете, сторете нешто за Бога. because you are not doing for Him, you are doing for you. Бидејќи кога тоа го правите, не го правите за Него, го правите за вас. Now, let's go to Ephesians chapter 1, Да завртиме сега во Ефесијаните 1 глава, because in 2 verses from this chapter, бидејќи во 2 стиха од оваа глава, we'll see the same thing as in 3 with 10. ќе го завидиме, ќе го согледаме истото што го видовме во 3:10. Please read verse 6 and 12. Значи во Ефесијаните 1 глава ќе ги почитаме 6 и 12 стих. Прво 6 стих. За да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен син, и сите стихови ќе ги читам до 12, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите по богатството на неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благоволение, што го беше положил во себе од порано, во уредувањето и исполнувањето на времињата, за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја, за да послужиме како пофалба на славата негова ние, кои од порано се надевавме на Христос. So you see in verse 6 and 12 the same idea. Дали гледате во 6 и во 12 стих истата идеја? God wants to use the church Господ сака да ја употреби црквата to glorify His name. за да го прослави своето име. It is clearly understood that He cannot let the church Јасно е дека тој не може да дозволи црквата to be other than perfect. да биде било што друго освен совршена. So any one of us who does not agree to be perfect in character Значи секој еден од нас кој што не се согласува да стане совршен во карактерот, through shaking, преку решетањето, he will leave the church of God. тој ќе ја напушти Божјата црква. Now we spoke about Jesus Christ in His second office. Зборувавме и за Исуса Христа во неговата втора функција As high priest. како првосвештеник. Now let's read in the Bible why Jesus is high priest. Ајде да прочитаме во Библијата зошто Исус е првосвештеник. We will find answer to this question from Hebrews chapter 7 verse 11. Ќе најдеме одговор на ова прашање во посланието до Евреите, 7 глава, 11 стих. Евреите 7:11.
Па така, ако совршенство можеше да се постигне преку левитското свештенство, бидејќи врз основа на него народот доби закон, каква потреба има да се воздигне друг свештеник по чинот Мелхиседеков наместо по чинот Ааронов? Paul is saying here that in Levitical priesthood perfection was not possible. Апостол Павле тука кажува дека совршенство не било можно да се постигне преку левитското свештенство. So Levitical priesthood could not create perfection of character. Значи, службата на левитското свештенство не можело да создаде совршен карактер. And because of this problem, И заради овој проблем, there was necessary to be changed, this priesthood to be changed. имало потреба, неопходност, свештенството да биде заменето. So Jesus have a new priesthood. Така што Исус востановува едно ново свештенство. He is high priest in heaven Тој е првосвештеник на небото, во небесното светилиште, in order that perfection should be or can be possible in the life of the church. за да овозможи совршенство во животот на црквата. So you see, when Jesus was a prophet on the earth, Значи, гледате, кога Исус бил пророк во функција на пророк на оваа земја, his words were spoken to the people неговите зборови кажани на народот in order for them to search perfection. имале за цел народот да бара совршенство. In the second office, Jesus as high priest Во втората функција како првосвештеник, Исус is working for the perfection of our character Исус сега делува за усовршување на нашиот карактер and for the perfection of the church. и работи на усовршувањето на црквата. Now, please read verse 18 and 19. Сега да ја прочитаме 18 и 19 стих. 18 и 19 стих. А пак, одменувањето на поранешната заповед се изврши поради тоа што таа беше слаба и бесполезна. 19 стих. Зашто законот ништо не доведува до совршенство, а се воведе подобра надеж, преку која се приближуваме до Бога. So you see, the law cannot work perfection in us, Значи, гледате, законот не може во нас да создаде совршенство. but Jesus as high priest, Току Исус како првосвештеник, because he experienced the temptation in fallen human flesh, затоа што тој самиот ги доживеал истите искушенија во паднатово грешно тело. he can work perfection in us. Тој може да создаде во нас совршенство. Now let's open the Bible in first chapter of Colossians, Да се вратиме сега во Библијата на првото послание, првата глава од посланието до Колосијаните, verses 28 and 29. 28 и 29 стих. Значи, Колосијаните првата глава, 28 и 29 стих. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема моќ действува во мене. Which is the work of a minister of God? Што представува делото на еден Божји слуга? Have you understood the question? Дали го разбрасте прашањето? The minister of God has a work to do. Which is this work? Божјиот слуга треба да изврши едно дело. Кој е тоа дело? To present every man Секој човек да го представи perfect совршен in
in Christ. во Христос. That's our work. Тоа е нашето дело. At this we must work every day. И ова дело треба да го вршиме секој ден. You will say, not I, them. Може би ќе речете не јас, тие. Please raise the hand, all men from this church. Ве молам, кренете ги сите мажи, кренете ги своите раце во оваа црква. Every one of you are a priest. Секој еден од вас е свештеник. In your family you are a priest, Во вашето семејство секој еден од вас е свештеник. a minister of Christ. Божји слуга. And your work is to present to Jesus and to his Father И вашето дело е да му представите на Христа и на неговиот Отец a perfect family. едно совршено семејство. Perfect not in earthly things. Не совршено во земските работи. I'm not speaking about perfectionism. Не зборувам за перфекционизам. I speak about perfection in Christ. Зборувам за совршенство во Христа. Perfection of character. Совршенство на карактерот. So every man from this church Значи секој маж од оваа црква must memorize the verses 28 and 29 from Colossians 1. треба да ги запомни овие стихови од Колосјаните 1 глава, 28 и 29 стих. So now, we understand that you have a position, very high position. Дали сега разбирате дека имате една многу висока позиција, положба? Maybe on a smallest field than Paul, Може би во многу помало мисионско поле од Павловото. but you have this position, Меѓутоа вие ја имате таа позиција and you must never forget this thing. и не треба никогаш да го заборавите ова. So Paul is saying about the church Значи апостол Павле зборува за црквата that the church is an answer of God about sin problem. дека и црквата представува Божји одговор за проблемот на гревот. The mission of Christ has not found an end at the cross. Значи Христовата мисија не завршила на крстот. Jesus is still working. Христос се уште работи. Jesus is still doing a work in the earth, on the earth, Христос и понатаму врши дело на оваа земја. and he wants him to have a perfect church on the earth. И тој сака да има, да стекне една совршена црква овде на земјата. And the glory of him and of God И неговата и Божјата слава can be seen in the perfection of the church. да можат да бидат видени во совршенството на црквата. Now let's see what Ellen White is saying. Да погледнеме сега што вели Елена Вајт на оваа тема. We are going to the first passage. Првиот цитат од Воспитување 264 страница. Нашиот свет е голема куќа на јадови, сцена на таква беда, што не се осмелуваме да им дозволиме на нашите мисли да се занимаваат со нив. Нашиот товар би бил страшен кога би согледале колкава е таа, но Бог го чувствува сето тоа, за да ги уништи гревот и неговите последици. Тој го жртвувал своето најмило и нам ни дал моќ во соработка со него да иставиме крај на таа сцена на беда. Here we have an impressive truth. Овде гледаме една впечатлива вистина. It is in our power, Во наша моќ е, through cooperation with God, соработувајќи со Бога, to put an end to
to this world of sin. Да ставиме крај на овој свет на гревот. We can stop the famine. Ние, значи, можеме да ставиме крај на овој глад, The wars, на војните, the sickness, на болестите and everything. и сето друго. Accepting Jesus to be that who perfect this church. Прифаќајќи Исус да биде тој кој што ќе ја усоврши оваа црква. We have this power Ја имаме оваа моќ, that through cooperation with God соработувајќи со Бога, to say stop. да ставиме крај, To the workings of Satan да ставиме крај на сатанските дела on this world. во овој свет. We go to the next passage. Поминуваме на следниот цитат, Христови очигледни поуки. As a conclusion, we'll read it. I'll read the whole thing. Сатаната тврди дека човекот не може да ги одржи Божите заповеди. И навистина е така, ние не можеме да го постигнеме тоа со своја сила. Меѓутоа Христос дошол во човечки лик и со својата совршена послушност докажал дека со обединувањето на човечките и божествените сили може да се почитува секој Божји пропис. Now, look please at the word fear. Да го погледнеме тука го немаме зборот страх. That men might have no fear. Is this? No, it's a different quote. It's a different quote. It's a different quote. You want to discuss fear? This is here. Yeah, we just read We do this. this. Yeah. Okay, so first with the next one and Значи, во друг цитат се наоѓа стравот. Ministry of Healing. Ministry of Healing 1:8. Добро, требало да е тој, да. Спасителот ги зел на себе сите човечки слабости и живеел безгрешен живот. И затоа луѓето не треба да се плашат, тоа е тоа, дека не се во состојба да победат, само заради слабостите на човечката природа. Христос дошол да направи од нас соучесници во Божјата природа. И неговиот живот ни сведочи дека човечкото во комбинација со Божјето не мора да греши. So look to the word fear. Значи да го видиме уште еднаш овој збор, да се плашиме. No Стравот. fear. Луѓето не треба да имаат страв или да се плашат дека не се во состојба да победат. God wants us to have no fear. Бог сака да немаме страв. That because of our sinfulness or of our sinful nature, we cannot overcome sin. Да не се плашиме дека заради слабостите на нашата човечка природа не би можеле да го победиме гревот. Because he made a promise. Затоа што тој дал ветување. Christ came to make us partakers of the divine nature. Христос дошол да направи од нас соучесници во Божјата природа. That's why we need not to have fears Затоа не треба да се плашиме. in regard to our sinfulness, Во врска со нашата грешност of our impossibility to overcome sin. или во нашата немоќ да го совладаме, да го победиме гревот. Because God made a promise. Затоа што Бог ни дал ветување. At the beginning of this presentation, На почетокот на ова предавање we saw how people in the time of Jesus видевме како луѓе од Христово време were influenced by his words. биле импресионирани од неговите зборови. Now I want to read a passage from the Bible, Би сакал да ви прочитам сега еден извадок од Библијата and I want this passage to impress your mind, soul and heart. и би сакал овој текст од Библијата да се запечати во вашите мисли, во вашето срце и во вашата душа. Please open the Bibles, your Bibles in 2 Peter chapter 1.
Да отвориме Библијата во Второто Петрово послание, првата глава, and read from there verses 3 and 4. и Втора Петрова прва глава, 2 Peter, 2 Peter 1, 3 and 4. трети и четврти стих од првата глава. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на оној кој не повика со својата слава и совршенство. You understand? И четвртиот, преку кој ни се дарувани многу големи и драгоцени ветувања, та преку нив да станете учесници во Божјата природа, ако се оддалечите од гнилежот на овој свет. God gave us what? Значи Бог ни подарил што според овој стих? Verse 4. Според четвртиот? Exceeding, Многу големи и драгоцени ветувања. exceeding great and precious promises. Многу големи и драгоцени ветувања. For what purpose? За каква цел? That through them Да преку нив да станеме учесници во Божјата природа. what is written there? Што пишува тука? Partakers of. To be partakers of divine nature. Да станеме учесници во Божјата природа. I don't know if I said to you this. If I said, I will repeat. If not, it's the first time. Не сеќавам дали ова веќе сум ви го кажал или ќе биде сега прв пат. Those who are not make a basis in their religion upon a declaration of God, upon a promise of God, Оние кои што за основа на својата вера не го ставаат Божјото ветување или Божите ветувања, are living a hidden religion. живеат една паганска религија. Because the only religion that God has on the earth Бидејќи единствената религија што Господ ја има на земјата is the religion based on His promises. е религија која што е заснована на неговите ветувања. So, if you believe what God has promised, Значи, ако верувате се што Бог ветил, you are a follower of Jesus. вие сте Христов следбеник. If you believe what Jesus or God did not promise, А ако верувате нешто што Бог или Христос не го ветиле, you are hidden. вие сте паганин. In these words, God has promised to make us partakers of divine nature. Со овие зборови, значи, Господ нам ни ветил да не направи учесници во Божјата природа. After we split away, give up our lusts, Откако ќе се откажеме од нашите грешни желби, from here we can understand that the real religion of God од тука може да разбереме дека вистинската Божја религија is the religion that is based on a divine principle, a divine unity of humanity. е онаа религија која што е заснована на божествениот принцип на единство помеѓу божественото и човечкото. Why? Зошто? Please look at the end of the passage. Да го погледнеме уште еднаш крајот на овој цитат. And his life declares, И неговиот живот ни сведочи дека човечкото во комбинација со Божјото не мора да греши. Jesus' life declares Значи Христовиот живот that humanity combined with divinity ни сведочи дека човечкото соединето со Божјото does not commit sin. не мора да греши. So when we are sinning, Значи секогаш кога грешиме, when we are decided to sin, секогаш кога решаваме да грешиме, we do not let Jesus to make us partakers of divine nature. ние не му дозволуваме на Исуса да не направи учесници на неговата божествена природа.
we must have also this passage, this quote in our mind forever. Треба да го запаметиме добро за секогаш и овој цитат во нашите мисли. Now, I want you to see two passages which are very, very important. Би сега да погледнеме два други цитата кои што се мощни важни. We go to the first one, Signs of the Times, November 25. Еден од нив е Знаци од времето, 25 ноември 1897 година. Христовата чест мора да биде комплетна во усовршувањето на карактерот на неговиот избран народ. Тој копне неговиот народ да го представи неговиот карактер пред светот. Во работата на откупот, во страдањата за кои Христос беше повикан да ги поднесе, вашиот карактер е неговата слава откриена во вас. The honor of Christ Значи, Христовата чест must stand complete in the perfection of the character of the church. треба да биде комплетна во усовршувањето на карактерот на црквата. In this great controversy there is no neutrality. Во оваа голема борба не постои неутралност. In everyday life, every one of us Во секојдневниот живот, секој еден од нас decides одлучува to honor Christ да го почитува Христа or to honor Satan. или пак добро, To honor Satan. дали ќе го прослави Христа или сатаната. Please look at the end of the passage. Your character Да го погледнеме крајот на цитатот. Вашиот карактер е неговата слава откриена во вас. What can be more beautiful than this? Што може да биде поубаво од ова? Your character will be His glory. Вашиот карактер ќе биде неговата слава. As a parent Како родител, who glory himself through his son or daughter, кој што се прославува преку животот на неговиот син или ќерка. do you know why this? Why is this? Дали знаете зошто е се ова? Because God wants all the universe Бидејќи Бог сака сета вселена to see a church turning from sin to righteousness. да види црква која што се обрнала од гревот во праведноста. He wants that all the universe to see that it's possible for a fallen being to return to God. Тој сака целата вселена да види, да согледа дека е можно паднатото човечко суштество да се обрне, да се врати кај Бога. To declare that His law should not be changed. Да објави дека неговиот закон не може да се промени. To declare that His righteousness is indeed righteous. Дека неговата праведност е навистина праведна. God is calling us to do this. Господ не повикува нас да го направиме тоа. Now let's see the second. Да го видиме вториот цитат. Коптежот на вековите, 671 страница. Во човештвото треба да се обнови Божиот лик. Божјата чест и Христовата чест се вклучени во совршенството на карактерот на неговиот народ. You must know for sure that God and Jesus will not stop Треба да знаете со сигурност дека Господ во Христа никогаш нема да престане until they will have a perfect church. се додека не стекнат, не добијат една совршена црква. Let's look to the next. Да го погледнеме следниот цитат. We have a universe. Небесниот универзум со најголем интерес го наблюдува конфликтот помеѓу Христа во ликот на неговите свети и големиот измамник. Tomorrow, Утре you will go to your jobs, ќе појдете на вашите работни места, to your business, ќе се зафатите со вашиот to the market, бизнес, ќе отидете до to продавница, the school, на училиште, and all heavenly universe и целиот небесен универзум is watching the great controversy of Christ and Satan
Ја наблюдува оваа голема борба помеѓу Христа и сатаната in your life. во вашиот живот. Because all the universe wants to see Jesus in us, Затоа што целиот универзум сака да го види Христа во нас. fighting the good fight. Како ја биеме и ние, ја водиме добрата борба. And tomorrow all universe will see all our temptations. И утре целиот универзум ќе ги види сите наши искушенија со кои што ќе се соочиме. All our sorrows, Сите наши таги, all our trials, сите наши испити and all our cares. и сите наши грижи. We started with cares. Започнавме со грижите денес We end with cares. и завршуваме со грижите. Tomorrow, Утре the heavenly universe must search on Skopje, небесниот must find in Skopje, утре небесниот универзум во Скопје треба да најде, да пронајде a people, народ, a church, црква impressed by the word of Jesus spoken in this evening. во која што го одразува Христовото слово проповедано оваа вечер. In which the cares of the life are not working, Во кое што, значи, нема да имаат сила да делуваат земските грижите од овој живот. but the word of God is working in them. Туку, напротив, Божито слово ќе делува во нив или во црквата, во неа. Now, if you are looking in this passage, you observe that the heavenly universe Ако го прогледнеме уште еднаш овој цитат, забележуваме дека небесниот универзум has the deepest interest покажува најдлабок интерес in the conflict between Christ in you во овој конфликт помеѓу Христа во вас, and the great deceiver. значи помеѓу Христа во личноста на неговите свети, Христос во вас и големиот измамник. There is a time when a child, if you are telling to him that somebody is seeing him doing something he will not do. Знаете, има време кога некој дете, ако му речете дека како некој го наблюдува, кога прави нешто, тој тоа не би го направил. But the time passes, Но по известно време, and when you are telling to the child the same thing, и кога му велите на детето, му го кажувате истото, дека го гледаат како работи, како прави нешто, he will not believe you. тој And will do. нема да ви верува дека го наблюдуваат и ќе продолжи да си го прави истото. Now we have impression that we are better than a child. Ние имаме впечаток дека сме подобри од било кое дете. But for sure, a mother who has 60 years old, let's say, Но сигурно, ако земеме за пример една мајка која што е да речеме 60 годишна возраст, can see that his son or daughter of 30 years, for example, ако забележи дека нејзиниот син или ќерка од, например, 30 годишна возраст, remain a child. останува дете. When we stay face to face with God, Кога ние се наоѓаме лице в лице со Бога, in our sinful nature, во нашата грешна природа, we are like a child, сите сме ние како едно дете, doing the same things. правејќи ги истите работи, истите нешто што децата ги прават. Now our Father is telling us, Меѓутоа, нашиот татко ни вели, at a higher level, of course, на највисоко ниво се разбира, the heavenly universe is watching at you небесниот универзум ве наблюдува with the deepest interest со најдлабок интерес to see the battle of Christ in you with the great deceiver. ја гледа ова Христова битка во вас со големиот измамник. So, what? Значи што?
let this mind be in you. Овие мисли да бидат во вас. And tomorrow when you wake up from the bed, И утре, кога ќе се разбудите во кревет, remember that the heavenly universe is watching you. да се сетите дека небесниот универзум ве наблюдува. Remember that Christ's honor and God's honor is in relation with your life. Да се сетите дека Божјата и Христовата чест зависат од вашиот живот утре. My desire Мојата желба is that every one of us, е секој еден од вас, and not only us, but all the churches from и не here, само ние тука, туку сите цркви, shall be да бидат in the near future во блиска иднина a perfect people for God. составени од совршени луѓе за Господа. Fight for this. Борете се за ова. Put your mind, soul and heart to this work. Вложете го сиот ваш ум, срце и душа во ова дело. Because Бидејќи God can do what He has promised to us. Бог може да го стори она што ни го ветил. The only problem is our will, Единствениот проблем е нашата волја. the power of will. Моќта на волјата. Sunday I was speaking with the young people from this church and other churches. Во неделата имав средба, разговарав со младите луѓе од оваа црква и од други цркви. And in our discussions we have concluded И во нашите разговори заклучивме that almost all of us are working to the blocks of Egypt. дека сите ние на некој начин работиме на тие големи камења во Египет. If you are an engineer, Ако сте инженер, you are working to create an empire in electronics, telecommunications, или ако работите на електротехнички проекти, телекомуникации, chemistry, agriculture, или ако работите во хемијата, земјоделството, if you are a historian or philosopher, ако сте историчар или филозоф, you are trying to show how beautiful is humanity. се обидувате да покажете колку е убаво, прекрасно човештвото. And we can continue the list. И може да продолжиме со овој список. A lot of us are working to the blocks of Egypt or of Babylon. И мнозиме од нас работат на овие тврдини во Египет или во Вавилон. And there is a problem in this. И во сето ова постои еден проблем. For the last time, in this evening here, open the Bible in Exodus 6 verse 9. За последен пат вечерва да отвориме Библијата во Излез Verse 9, 6 with 9. Exodus. 6 глава, 9 стих. Втора книга Мојсеева, 6 глава, 9 стих. And let's read. И да го прочитаме. Мојсей им го кажа тоа на синовите на Израел, но тие не го послушаа Мојсей од малодушност поради тешкото робство. So, you understand the problem? Го разбирате проблемот? They didn't hear Moses Тие не го послушаа Мојсеја because of their anguish of spirit and for cruel bondage. заради нивната малодушност од тешкото робство. After I graduated from university, I was working as production controller. Јас по дипломирањето на факултет работев на контрола на производството. And my job was to say in which day, which shift
to do this piece of product or this or this or this and how many. И целата моја работа се состои во тоа, во секој ден да одредувам која смена што треба да работи, кој дел од производот да го работи и така натаму. And I know what it means to build bricks for Pithom and Ramses. И јас на некој начин знам што значи да се изработуваат цигли во Питон и Рамзес. And I had cares. И јас имав грижи. In the night I was dreaming planes, airplanes. Преку ноќите сонував авиони. With the bricks, with these pieces created by men and women from the company that must went to the client, go to the client. Како ги пренесуваат овие наши производи, овие парчиња од нашата компанија до клиентите. And I was very stressed. И бев многу истресиран. Because there was no time for the pieces to go to the client. Често пати немавме време кога да пристигнат овие нарачки до клиентите на време. But Jesus, as a man who present no care for the works of this earth, меѓутоа Исус како човек кој што воопшто не се грижел за нештата или работите од оваа земја, is telling to us, ни вели: let the cares outside of your life. Оставете ги грижите, фрлете ги надвор од вашиот живот. Take up your cross Земете го вашиот крст and follow me. и следете ме мене. And if you have problems that nobody from the earth is looking after you buy the new shoes or a dress, И ако имате проблеми од типот никој не се грижи за вас, или што ќе купите, какви кондори или какви чевли, каква облека, or after you have changed your car or your apartment or your I don't know what, или кога ќе промените автомобил или стан или не знам што друго, be sure бидете сигурни that all the universe has a deepest interest дека и во такви моменти целиот универзум ве следи со најдлабок интерес to see in you the conflict between Christ and Satan. да ја види во вас борбата помеѓу Христа и сатаната. So tomorrow when you are going to your jobs, Значи кога утре ќе одите во вашата работа, например, schools, market, nobody или is на at пазар you, или училиште, сеедно, and you are seeing nobody looking at you, и кога ќе мисли дека никој не ве гледа, have in mind that all heavenly universe имајте на ум дека целиот небесен универзум ве наблюдува, is watching at you ве гледа. because you declared that you are a Seventh-day Adventist. Бидејќи вие објавувате дека сте адвентисти на седмиот ден. Let's bear in mind the interest of heaven in our life. Да го помниме секогаш овој небесен интерес во нашиот живот. May God bless every one of Нека us. Господ ве благослови секој еден од вас. Have a peaceful night Имајте мирна ноќ and the faith of Jesus. и Христова вера. Amen. Амин. Амин.